Тоа е многу важно. Вкусот се пржи во тава или? Не, ова е печен на скара. На скара сте. На скара печен. Ова е печен на скара. Така, добро. Други речиња? Имаме плашици, исто така. Тие се пржени во длабока мачнотија. Добро. И главно јадење, уште едно, значи ова е специјалитет. Ќе го видиме сега поред идење. Ова е главното јадење, така. Да. Што има внатре? Ова се вика специјалитет од лапни голти. Да, стар македонски специјалитет. Така, што има внатре? Внатре имаме сланија. Добро. Кромис, патрижан, пиперки и ќофтиња обелено месо. Значи прво се пече погачата или како? Па се става внатре? Да, пече на погачата, се печи, се глави на трешница. Значи се глави погачата, средата потоа затоа се види од страните, пошто е лапни голти, се мака на трешноста. Значи се мака на трешноста. Лапни голти, изворено. Имаме павлака внатре. И се ги идеме на пецио. Ова порека се ги идеме. Ова едно лепче во македонското сонце, правото. Да, правото македонско сонце. Што има внатре? Квасец, брашно и вода. И сусам. Од озгора сусам. Тоа е се. Тоа е убавината, значи сусам. А зашто сусам? Жив или не пече, како? Ова е овде моментално вие жив. Иначе се подпече. Се подпече. И сега овдека познатото, традиционално. Ѓомлезе, ѓомлезе, што содржи ѓомлезето? Ѓомлезето содржи брашно, вода и сол и масло. Тоа е се што содржи. И ништо повеќе. Ништо повеќе, се прави на стар македонски начин. Подсачови, да, подсачови, загреани со шар, пепел, се турат кора, масло, па пак кора, цело постојано така додека не нарасне. Потоа 4 сати зови. Така. Сега, овдека ми рекоа дека е маскотата на рибари. Тоа е бродов, направен од тиква. Па што е специфичен од бродва во Битово? Тој бродот е наменет за Охридска. Значи вие као битолчани, неохриljeni носите еден брод, пошто нема многу бродови. Што е ова брод, ајде, што има во него? Значи бродот е направен од тиква, трска, премачкане со желатин, употребени се конов за материјал, мрежа. А внатре? Внатре тиква сецкана на патчка. Сега и на крај, младиве љубители на торта и на убава тортичка. Охридска торта. Охридска торта. Точно све охридско, добро. Таа е охридска торта. Ај кажи сега како е. Значи, рецептот за охридска торта е многу специфичен, многу тешко може да се стигне до финалот на овој рецепт. Најчесто да сладкарите го имаат тие постарите што се. Иначе тој горен шеќер во смисла, тортата охридска представува горен шеќер. Карамелизирана состојка, пандишпан, карамелизирана состојка, автохтоно пандишпани, обложена со шоколадо, сладко. Сега гледам младиве, се поблиску, вие излагате од некој клише. Викаат младиве, па само брза храна, сендвичи, ништо повеќе. Од каде сега вие вакви јадење, па што е провокација да се дојде до ова да се научи ова? Па јас мислам дека убаво е ова што направивме и целата манифестација. Веќе кога сме дошли тука, значи сме го поддржуваме ова и сакаме да се кренува на националното и македонското доста. Колку така, значи да се стави акцент на македонското јадење, вие ќе имаме многу намирици да земе да се спреми. И за брза храна и за здрава. Значи има време, нели? Да.